Македонија и Грција во наредниве 2 години заедно ќе потрошат 36,2 милиони евра од Европската унија за реализација на вкупно 37 проекти од програмата за прекогранична соработка. Во Струмица почна едукацијата на апликантите од македонска и грчка страна за имплементација на проектите кои ќе бидат во функција на граѓаните на двете држави во пограничните појаси. Како што истакна Александрос Самарас од управувачкиот орган за прекогранична соработка на Европската унија, станува збор за проекти кои ги детектираат и решаваат заедничките проблеми и потреби на граѓаните од двете страни на границата. Реализацијата на претходните прекогранични проекти ми дава за право да очекувам видливи резултати од овој повик. Станува збор за проекти кои носат отварање нови работни места, заедничко справување со ризици и катастрофи, подобрување на инфраструктурата, поквалитетни здравствени услуги во пограничните региони. Со заедничкото работење на овие проекти се зацврстува соработката помеѓу општините, граѓанскиот сектор, институциите од двете страни, изјави Александрос Самарас. Освен овие 37 проекти, денове се очекува зелено светло да добијат дополнителни 3 проекти од програмата за прекогранична соработка меѓу Македонија и Грција. Проектите треба да се реализираат во период од 18 до 24 месеци. Грчките апликанти ќе добијат 22,2 милиони евра, додека македонските за својот дел од проектите 14 милиони евра. Според нашите информации од ова програма, проекти ќе реализира Општина Ново Село и тоа за подобрување на здравствените услуги во руралните средини, зашто планира набавка на мобилно амбулантно возило и заштита на биолошката разновидност и подигање центар за хуманитарна помош во случај на елементарни непогоди и кризи, што ќе ги спроведе Центарот за развој на Југоисточниот Бански регион. Проекти со соседна Грција ќе реализираат и општините Герадовиш, Гевгелија, Валандово, а во очекување се и Дојранчани.